Неколку дена по руската инвазија на Украина, анестезиологот Дмитро Присијажњук ја напуштил својата работа во една од главните болници во Киев и волонтирал да биде лекар во војна. Тој вели дека видел многу војници како страдаат поради губење крв. До моментот додека пациентите да дојдат кај нас, тие можеби изгубиле речиси 50% од нивната крв. Трансфузијата на крв ја зголемува шансата за преживување на војникот, вели докторот. Тие обично се прават на така наречените места за стабилизација, каде што ранетите се носат од првите борбени редови пред да бидат испратени во болница. Но за трансфузија е потребна специфична медицинска опрема. Со помош на оваа опрема можеме да подготвиме крв за трансфузија. Мораме да ја згрееме крвта пред да се вгризнува во телото. Уредот за загревање на крвта што се користи е платен од донации од канадската лекарка Трейси Парнел. Парнел првпат дошла во Украина пролета 2022 година за да ги обучи локалните лекари за итна медицина. Таа од прва рака ги видела таму тешките рани на украинските борци кои доаѓале од првите борбени редови. Откако се вратила во Канада, почнала да собира донации за да ги задоволи потребите на вооружените сили на Украина. Значи ги контактирав пријателите и имавме успех во собирањето средства и набавка на опрема, а потоа ја носевме далеку, честопати со обучувачи. Нема логика да се носат уреди ако никој не знае како да ги користи. Поради комплексноста, медицинскиот персонал во првите борбени редови не смел да врши целосна трансфузија на крв на терен до 2022 година. Наредбата била проширена во септември 2023 година за да им се овозможи на обучените лекари да вршат трансфузија на крв во предболничка фаза. Це точка відліку, коли Тоа беше пресвртен момент кога ние како државни службеници добивме официјална дозвола да ги контактираме лекарите во борбените редови, со цел да ја исполниме нивната потреба за трансфузија на крв во предболнична фаза. легальне право контактувати. Меѓутоа, трансфузијата на крв е само еден чекор во сложениот процес на спасување на животите на војниците, вели Андреј, лекар со 8 годишно искуство. Од безбедности причини не го користиме неговото презиме. Питање дуже актуалне. Питање было Постои проблем со обезбедување на борците со квалитетни уреди, кои помагаат да се спречи загубата на крв пред ранетите да бидат однесени до локацијата за стабилизација. Доктор Парнел вели дека ќе продолжи да им обезбедува опрема на борците во Украина. Тие се борат за слобода за сите нас. Моето верување е дека во најмала рака им должиме опрема. Парнел вели дека планира да се врати во регионот со повеќе опрема на пролет.